Светлосната уметност е фасцинантна и динамична форма која ги комбинира светлината и просторот со цел да создаде визуелни ефекти, често со интерактивен или трансформативен карактер. Денес во оваа приказна ќе говориме за оваа уметност. Милчо Узунов повеќе од деценија работи на полето на 3D мапингот. Тој преку хардверски и креативни видео решенија ги надградува аудиовизуелните дела, давајќи им нова димензија и нова вредност. Светлосната уметност е еден посебен вид на уметност, која што со децении се уште многу одамна гаела и развивала, меѓутоа во денешно време, согледувајќи ги новите технолошки достигнувања, можам да кажам дека таа лично за мене завзема една многу важна позиција општо гледано во уметноста. Бидејќи светлината како таква, знаете и сами дека од секогаш ги фасцинирало луѓето и била еден предизвик таа да се различните чувства и различните емоции да се представат преку неа. А денеска, како што кажав, ќе повторам уште еднаш, особено со технолошките достигнувања, мислам дека не само за мене, него и воопшто во уметничкиот свет завзема една многу важна улога. За да се биде во тек со светските достигнувања, треба да се следат новитетите, а според Узунов, Македонија воопшто не заостанува кога станува збор за светлосната уметност. Новитетите во однос на светлосната уметност најмногу ме интересираат од технолошкиот аспект. Значи, секоја година, знаете и сами, се одржува IBC конференцијата, која што е, да кажам, една срж на новите технолошки достигнувања. Конференцијата се одржува во септември секоја година во Амстердам. Покрај неа има и многу други конференции, експо и случувања каде што може да се видат технолошките достигнувања. Меѓутоа, од уметничкиот аспект, секако дека ги следам новитетите кои што се појавуваат во театрите, во киносалите и така натаму, особено и оние современи инсталации каде што навистина доминираат светлосните ефекти. Јас имам една многу позитивно мислење во однос на ова ваше прашање и покрај тоа што ќе кажам дека голем број од уметниците и така натаму имаат различно мислење, јас ќе потврдам дека Македонија не заостанува во однос на тоа, баш напротив, има доста многу млади уметници и многу млади режисери кои што работат на ова поле. За пофалба е тоа дека институциите веќе кај нас, да кажам театрите, оперите и така натаму, веќе имаат соодветна технологија вградена внатре која што им овозможува да нивните идеи ги презентираат, значи, во овие куќи. За пофалба ќе кажам дека 3-4 театри во нашата држава веќе имаат сериозни, да кажам, уреди, светлосни тела и проектори кои што овозможуваат овој вид на уметност да биде презентиран и да се прикаже на публиката. Она што можеби недостасува е таа храброст кај младите автори, младите режисери. Значи, многу малце, согледувајќи од страна на и факултетите, нели, на два факултета имам можност да соработувам и бидам во контакт со младите режисери, младите сценографи, актери и така натаму, многу мал дел од нив се, да кажам, на еден начин охрабруваат да ја применат оваа современа технологија. Можеби тука недостасува. Технолошки сме сосема, да кажам, во еден колосек или во едно ниво со останатите земји, особено во регионот, не сакам да правам компарации, меѓутоа, она што недостасува е можеби тој уметнички дел, односно онаа храброст кај младите автори да ја применат оваа технологија, односно повеќе да ја применуваат во своите аудиовизуелни дела. Милчо беше задолжен и за видеоанимациите и 3D мапингот на мултимедијалниот проект "Иконите умираат зарем не". Па видете, тоа не е, да кажам, единствен проект. После него и пред него, навистина, работев на многу проекти, особено во таа област, значи во таа сфера. Овој проект е интересен и е малце специфичен од другите, затоа што во овој проект, заедно со
Еминџијан успеавме, значи, основната музика или матрицата така наречена да биде изведувана во живо со оркестар. А вакво искуство исто делам и со оркестарот Профундис, кој пред некое време има исто еден многу значителен концерт, каде што таму исто применив комплетна, значи, визуализација на просторот и тука исто се работеше за музика, односно музичка подлога која беше изведувана во живо. Тоа е една многу специфична и многу тешка работа. Прво од аспект на тоа дека при секоја изведба музичарите и диригентот не можат во целост да го задржат она темпо, да кажеме, кое што е за пробните изведби или на премиерната изведба кој ќе биде. И толеранцијата на светлосните ефекти во однос на музиката е многу тешко да се нагоди. Значи, таа една синхронизација која што треба да се постигне, треба да се изработи во еден специфичен процес кој ќе ви овозможи да имате, значи, не строго дефинирано темпо, него темпо кое што ќе флуктуира, да кажеме, во однос на брзината зададена од диригентот, а сепак светлосните ефекти да ја следат музиката. И тоа е еден голем предизвик. Со тоа прв пат се сретнавме со Еминџијан и со Златко Славенски токму на овој проект. За мене беше навистина предизвик да го изработам тоа, односно да се најдат тие маргини каде ќе може да флуктуира темпото, а вие да ги имате ефектите нели во функција на изведбата со актерите. Имавме еден актер таму, значи на самата представа, мислам дека сте гледане, нели Дејан Лилич е еден актер. Секако дека и самиот оркестар тука и Емин имаат учество во целата сценска изведба. Меѓутоа, нели, сето тоа да се срочи заедно и да се синхронизира е навистина еден голем предизвик. Во најава се и други проекти кои ќе се реализираат во иднина. Па има еден поголем проект сега кој што се работи, се уште не е дефиниран насловот, значи заедно со господинот Јордан Плевнеш и уште двајца соработници од Франција, станува збор за еден поголем проект каде што практично ќе биде поставен на сцената од Македонскиот народен театар, меѓутоа во една констелација која што ќе овозможи гостување на проектот низ многу театри во Европа, а при тоа да неговата, значи, поставка не биде детерминирана од одредени сценски елементи или одредени сценски, да кажам, ситуации кои што ќе ја оневозможат незиното прикажување во различни театарски куќи. Проектот е на самиот почеток, сега се работи, а во однос на минатите проекти навистина има многу кои што сум ги работил. По големиот дел се за жал не е веќе со нас колегата Златко Славенски. Ќе ги споменам како Никола Тесла, потоа исто Соларис, како и многу други проекти каде што навистина изобилуваше, да кажам, ова светлосна уметност во нив. Светлината од секогаш била предмет од особено значење во уметничките дела. Уметниците манипулираат со светлината и како тема и како медиум, за да покажат богати сенки, нагласувања, длабочина и символика. Еве што ви откриваме денес во приказна. Светлината првпат почнала да станува предмет во барокната уметност од 17-тиот век. Караваджо создавал контраст на светлината и сенката со цел да имитира на електризирана атмосфера која имала големо влијание врз новиот барок стил. Светлосната уметност представува техничка, а во исто време и уметничка дисциплина која служи за визуелно обликување на сцената. Во исто време светлосната уметност служи и да долови некоја атмосфера на сцената, значи било да е таа романтична, драматична, трагична или весела. Светлосната уметност, исто така, светлото има задача да истакне некој дел на сцената, да истакне некој дел од декорот, од сценографијата на сцената, или да истакне некој актер, балетски играч или оперски пеач. Сепак вистинскиот развој на светлосната уметност е поврзан со иновациите во технологијата на светлината, како и со експериментите на уметниците кои започнуваат да ги истражуваат можностите на светлосните ефекти. Ние милуваме да кажеме дека почетоците се уште во античко време,
кај што старите грци, египтјани и римјани користеле огнови и бакли за осветлување на некои настани. Подоцна со изградбата на затворените театри се појавила потреба за осветлување на сцената со свеќи и маслени лампи, за да кон крајот на 19. век, со појавата на електричната енергија, веќе почнува современиот развој на сценското осветлување како уметност која понатака се развива до ден денес. Во раните години на 20. век, концептите за светлина и незината употреба во уметноста се представувале како дел од авангардните движења. Уметниците почнале да експериментираат со светлосни ефекти во своји дела, но главно во контекст на цртежи, слики и скулптури. Некои уметници како Джовани Болдини и Лазар Леви го истражувале одразот на светлината и движењето, создавајќи динамични светлосни слики кои го представувале времето и просторот. Многу познати архитекти светски многу воделе рачун за тоа кај ќе стават прозори на нивните градби за да ја користат природната светлина. Значи ќе го кажем како пример Гауди со катедралата Саграда Фамилија во Барселона. Значи многу време и многу размислување имало каде ќе бидат прозорците на катедралата, затоа рачунајќи го патот на сонцето од изгре сонцето до заоѓањето. И катедралата во Барселона има прекрасно природно светло. Руските конструктивисти експериментирале со светлината како основен визуелен елемент во своите инсталации, иако на почетокот тие не биле толку широко прифатени како светлосна уметност. Од движењето на кинетичката уметност произлезе движењето на минимализмот. Минималистичкиот уметник Ден Флавин создава уметност со светлина по завршувањето на серија икони во 1968 година. Тој работел со флуоресцентни светлосни цевки во палета на нијанси што вклучуваат црвена, сина, зелена, розова, жолта, ултравиолетова и 4 различни бели, играјќи со светлината како таа се однесува на скулптурата, движењето и различните простори. Технолошката иновација по Втората светска војна во периодот од 1950 до 1970 наметнува поинтензивна употреба на новите технологии и електрични светла. Уметниците почнале да работат со неон LED диоди, проектори и други напредни технологии за да создадат впечатливи визуелни ефекти. Уметниците како Джеймс Турел, Ерик Кор, Роберт Ирвин, Мери Корс и Даг Вилер го насочуваат протокот на природна светлина, инкорпорирајќи вештачка светлина во предметите или архитектурата. Тие играле со светлината користејќи прозирни или рефлектирачки материјали. Фокусот на нивната работа бил активирање на сензорното и психолошкото искуство на гледачот под специфични услови. Уметниците се делат на две групи, едните ја користат природната светлина, а другите ја користат вештачката светлина. Јас ќе ви кажам само два примера, значи најпознатиот во моментот американски уметник Джеймс Тарел користи вештачко светло комбинирано со природни елементи за неговите инсталации да добијат друга димензија. Например, Ле Корбузие е архитект кој користи природна светлина. Денес многу уметници продолжуваат да ја користат самата светлина како уметност. Уметниците користат боја, агли и сенки за да создадат светлосна уметност. Светлото од секогаш било користено во уметноста со векови наназад, но светлосната уметност е нешто малку поразлично. Како се појавила светлосната уметност, која што можеме да кажеме дека е покарактеристична за поновиот временски период? Да, светлосната уметност како уметност датира и многу поодамна и порано, дури во 1600-1700 години има настани по Европа во, да кажем, средовековието, каде со свеќи, со одредени манифестации, дали, кажем, некои црковни моменти се одбележувале, така што била тука присутна, но, да кажеме, веќе поголем замав взима некои 60-70 години, каде што е манипулација на светла, бои со сенки, за во подоснежно време стане многу интересно со развојот на новите технологии, каде што имаме, да кажам, се повеќе и повеќе светлосни уметници, кои што некогаш може да бидат, да кажам, по уметници од концептуален аспект, но
некогаш и луѓе кои што добро ги владеат новите техники и новите технологии. Така е, новите технологии придонесоа за развој на оваа уметност и за развој на многу фестивали на кои што светлосната уметност го привлекува вниманието и воспоставува некоја интеракција со публиката. Па да, новите технологии направија одредени, да кажам, по-мегаломански дела, поинтересна да стане оваа уметност за масите, да кажеме. Бидејќи, нели, сите ние сме воодушевени кога ќе видиме одредено дело со многу технологија, со многу, така, во голем простор, дали било тоа со големи проекции или големи LED екрани или големи, да кажам, шоа со дронови кои што има во последно време, но затоа и ние кога организиравме, да кажам, Скопје Лајтар Дистрикт кога организиравме, многу често пазевме да има дела кои што ќе имаат и дел концептуална уметност, кои што ќе дадат нека, кажам, повистинска вредност, но и дела кои што ќе бидат интересни за поголем број на луѓе, па и за најмладите кои што доста често, така, пријатели мои кои што се ги носеле децата, вика, ајде, кога ќе го организирате пак настанов, бидејќи керка ми го бара. Можеме да кажеме дека практично благодарение на тој фестивал и Македонија стана дел од Балканот во поглед на овој вид на уметност. Па да, видете, ние кога почнавме првата година кога организиравме, на Балканот немаше ниту еден друг фестивал на светлосна уметност, така што освен Љубљана, која што пак е тука негде, ама некоја граница на Балканот, бевме прв во регионот фестивал каде што доаѓа доста голем број на светски уметници, кои што некои сериозно реномирани, кои што во таа светлосна уметност изначат нешто, да продуцираме и ние некои наши уметници, кои што па и до ден денес посетуваат некои фестивали како учесници, учествуваат во некои европски, светски, па и регионални фестивали, бидејќи од кога, да кажам, Скопје веќе нема повеќе фестивал на светлина, има Загреб, има Дубровник, Пула, мислам дека Белград нема, нешто во Булгарија имаше, нешто, мислам дека во Грција почнуваше, но сепак, да кажеме, Хрватска има веќе 3 фестивала кои што се на годишно ниво и тоа збориме со убави уметност и сериозни буџети. Имаме потенцијал, тоа мораме да го споменеме. Би сакала да кажам дека во овој период, обично за време на новогодишните, божикните празници, има многу фестивали, има навистина голем број фестивали кои што и туристички се атракција. Можеби тука треба и ние да се насочиме. Па да, најголем дел од фестивалите во Европа, поготово да кажам во скандинавските земји, се овој период кога е денот најдолг, бидејќи таму имаат денот во зимно време трае 4-5 часа, а ноќта е многу голема. Има голема доза на депресија, така што овие светлосни фестивали, да кажам, го разубавуваат градот и го прават атрактивен за туристите, па и за нели ова предновогодишно расположение, шопинг и така натаму. Ние ретко го организиравме овој период, бидејќи знае Скопје да биде многу загадено и знае да не биде погодно времето, така што често го организиравме или почетокот на есента или средина на пролет, некој од тие периоди, но секогаш различно сме го организирали настанот, бидејќи 2 години бевме и во корона, така што и секогаш сме барале тема. Последниот настан беше поврзан со, буквално се случи на 8 септември, поврзан со 30 години независност на Македонија, и така да имаше некоја темата, мислам дека беше сонце на тој фестивал, чисто како сонцето како извор на светлина, но и сонцето како на Македонија, малце да го одбележиме и 30 септември и 8 септември. Но да, секоја година имал тема екологија. Тоа беше една од целите, кога веќе доволно прираснал фестивалот, да имате некоја тема која што ќе отвори, која што ќе ги натера граѓаните малце да размислуваат, да бидат еколошки посвесни и така натаму. Така што имало и пораки кои што се праќаат со уметноста, бидејќи и уметниците сакаат и да творат на одредена тема која што е, да кажам, интересна и за која што и они се залагаат. И е многу поубаво да дадете некоја тема таква
која што е ќе направи некоја општествена одговорност, поготово каде што на настаните што сме ги организирале имало околу 50.000 посетители во рамки на 3-4 дена колку што траеле фестивалите. Кои се во моментот најзначајните уметници на светско ниво кои што ја работат светличката уметност? Па не знам, не можам да кажам, можеби тие што се поистакнати, се покомерцијални, кои што земаат и работат одредени големи настани кои што се комерцијални, така што секогаш има различни, све зависи од кој аспект гледа, но еве ќе кажам дека еден голем светски уметник како Кари Кола го имавме ние тука сега да не излажам дали 2020-2021 година на последниот настан беше тука, кој што има сериозни големи дела правено во Финска, 100 години независност до цели планини осветлувано и така натаму, но затоа викам, тоа е малце по-мегаломански проекти прави како уметник и затоа се доста така делуваат големо импресивно, но имате и уметници кои што не знам, ќе направат некоја ситна светлосна инсталација колку масата и изгледа феноменално. Едни уметници кои што доста неколку пати сме преговарале да дојдат во Скопје, сега баш ги видов во Лион на фестивалот има нивно дело и тие, например, мене лично многу ми се свиѓаат бидејќи работат со пластика ѓубре и светло и буквално кажуваат колку пластика ние трошиме како да кажам, не рециклираме или колку пластика продуцираме и колку ѓубре човекот создава позади себе. И да кажам, тие ми биле исто така многу интересни уметници, но тогаш мислам дека и од финансиски причини да сме можеле да ги донесеме. Колку вештачката интелигенција ќе има простор да ја развива оваа уметност? Вештачката интелигенција, бидејќи таа е исто една друга тема со која што сум инволвиран, се развива премногу брзо и факт е дека луѓето не можат толку да го следат процесот на развој, а поготово уметниците и сега тие уметници кои што, да кажам, уште од почеток ќе најдат некоја допирна точка, ќе одредени алати ќе почнат да користат, можеби да преднечат пред луѓето кои што како уметници можеби знаете, гледаат и како е, ова сега ќе ни ја земе работата, јас не сакам да користам, сакам све да биде изворно мое, бидејќи јас познавам и уметници кои што не сакаат да користат одредени алатки, сакаат све сами да продуцираат. Мислам, и тоа е супер, но мораме како луѓе да се адаптираме на новите текови, бидејќи нели тие што се квалитетни уметници, а не сакаат да ги прифатат новите технологии, можеби ќе да кажеме ќе изумрат, а ќе се родат некои луѓе кои што само ќе знаат да ги искористат овие алатки, а нема да имаат некој квалитетна уметност и него чисто тоа ќе го прават за себе промоција или за лукративни причини. Би сакала да споменеме и интеракцијата со публиката, која што е исто така многу значајна, а светлосната уметност има многу позитивни моменти од тој аспект. Па да, многу често сме имали дела кои што се интерактивни, кои што нели дали со движење или со некое движење, вие да кажем го манипулирате светлото или светлото оди према вас, има кинетички некои движења, такви инсталации, тие се многу интересни, поготово да кажем се многу интересни за помладата популација и децата. Ама и нели во секој од нас има по некое дете, така што има и некои возрастни уметници кои што знаат такви работи направат. Да, тој исто го спомнав, заборавив да го спомнам кога ме праша за познатите уметници. Имаше еден господин постар од англичанец Пол Фридландер, кој што дури 70 години има правено светлосна уметност во Гугенхајм музеот во Њујорк. И човекот не е ни уметник, него е физичар пред се. Имаше многу убаво дело во Куршумлијан, сега 2019 или 2020, ама тука во едно од нашите изданија, така што, да, факт е дека
многу убави работи може да направи светлосната уметност, многу интересни дела и секогаш има нешто ново и нешто ново, па дури некој, да кажам, дури со развојот на новите технологии, па некој кој што манипулира со, да кажам, малце со конци и со светло, изгледа исто феноменално. Емил Петро е визуелен уметник и научник кој е особено фасциниран од светлосната уметност. Со своите проекции и инсталации создава ремек дела. Светлосната уметност е само вид на медиум преку која што уметникот може да го искаже она што го чувствува и она што го работи. Јас преку анимација дојдов до медиумот на светлосна уметност, односно до видео мапинг како вид на светлосната уметност во Скопје пред неколку години се создаде фестивалот за светлосна уметност, каде што прв пат се сретнав со медиумот на проекција на фасада на архитектура. Така да јас преку видео мапинг го спознав светот на светлосната уметност. Според него, секоја приказна може да се раскаже најмалку на два начини, а има илјадници варијанти. Секое уметничко дело има своја причина и своја приказна. Токму поради тоа, велам дека најмалку на два начини, дури и кога работам сам на собствено дело, а најчесто работам со други видови на уметници. И секој уметник си има своја приказна и видување за она што го работиме заедно. Така да најчесто е приказна која што се создава меѓу делото и меѓу уметникот и меѓу останатите уметници. Емил Петро досега земал учество на повеќе фестивали за светлосна уметност. Сум учествувал на видео мапинг фестивал во Франција, во Лил, во Торино, во Италија, во Дубровник секако последното дело на фестивалот Лумиард. Со истото дело ќе да учествувам на фестивал во Берат во Албанија. Добитник е и на повеќе награди, а една му е посебно драга. Не верувам во награди, но сепак се тие една потврда на она што секој уметник го работи. Посебно горд сум на наградата за сценографија и за најдобра визуелна представа. Тоа е текст на Горан Стефановски, режија на Наташа Поплавска, на Чернодрински во Прилеп за представата Љубовни пози на историјата. Публиката во Дубровник беше воодушевена, затоа е поканет да учествува и на следното издание. Го прашавме и за останатите планови во 2025-та. Сигурно ќе работам на некои
концерт со националниот џез оркестар. Потоа имам најава за 2 концерти пијано и електроника во Палермо во Италија, тоа ќе биде во јуни. И секако се припремам за фестивалот во Дубровник, уште од сега. Во преговори сум за фестивал на светлина во Женева и во Јапонија. Светлосната уметност во Македонија не е толку развиена како во некои други земји, но постојат неколку значајни примери и иницијативи кои ја поттикнуваат нејзината популаризација, а воедно и нејзиниот развој. Еве што откриваат податоците кои успеавме да ги истражиме денес во приказна. Македонија, како и многу земји, се повеќе се отвора за новите уметнички форми и технологии, вклучувајќи ја и светлосната уметност. Прво, сметам дека многу мора почесто да ги има. Секогаш во целиот свет тоа е повеќе застапено него кај нас. Кај нас се прават тие светлосни инсталации само наменски за некој празник за ова. Мислам дека треба да видат и почесто. Значи, сум учествувал во многу такви проекти. Има луѓе кај нас кои се пионери во таа, например професорот Милчо Узунов, уметникот Емил Петро, визуелниот уметник кој дава се од себе, меѓутоа треба малци поголема поддршка и иницијатива за почесто да се случува ова кај нас. Една од формите на светлосната уметност во нашата земја се инсталации и проекции на јавни простори. Имено, во последните години се појавуваат инсталации и уметнички проекции што користат светлина, особено во контекст на јавни настани, фестивали и изложби. Пример за ова е проектот Светлина во градот, кој беше организиран во Скопје и кој вклучуваше светлосни инсталации и проекции на фасади на згради и јавни простори. Овие настани ги користат светлосните технологии за да создадат интерактивни уметнички искуства и да ја поврзат публиката со просторот. Македонија, например, со отварањето на Македонскиот народен театар после ослободувањето, нормално се појавува потреба за осветлување на сцената. И мислам дека сценското и уметничкото осветлување кај нас датира од основањето на Македонскиот народен театар. Некои уметнички фестивали, како фестивал на светлосни инсталации, се попопуларни и привлекуваат уметници кои користат светлосни технологии. Овие настани обично се дел од поголеми фестивали за уметност или култура и се фокусираат на креирање визуелни ефекти кои ја рефлектираат технологијата и современата уметност. Иако не е толку распространета, светлосната уметност се изучува во рамки на академските студии, најчесто во области поврзани со мултимедија, визуелни уметности и технологија. Студентите и младите уметници понекогаш се инспирирани да создадат уметност која вклучува светлосни елементи, но на прв поглед тоа не е главен фокус на академиите во Македонија. Многу малку се изучува. За жал, мислам дека повеќе се изучува на архитектурскиот факултет него на факултетот за драмски уметности. Не е многу, можам да ви кажам од искуство, младите режисери кои излегуваат од тамо не се многу баш вични околу светлото, меѓутоа после со искуството и со работата почнуваат веќе да. Светлосната уметност има потенцијал да стане важен дел од модерната уметничка сцена во Македонија, особено со развојот на технологијата и интересот за новите форми на изразување. И тоа не само како дел од сценското осветлување. Вклучувањето на светлосни уметности во јавни простори и изложби може да поттикне поголема заинтересираност и поддршка од институции и приватни иницијативи. Иако македонската сцена за светлосна уметност е во развој, некои уметници започнуваат да експериментираат со светлосни инсталации користејќи дигитални технологии, проекција и светлосни ефекти.
Овие уметници честопати се дел од поекспериментални уметнички заедници и делуваат во рамките на локални галерии или во контекст на современите уметнички настани. Светлосната уметност во Македонија не е толку развиена како во некои развиени земји, но сепак постојат почетоци и потенцијал за нејзин раст. Имав среќа што бев запослен тука, со многу странци работев и комуницирав, многу учев од нив, меѓутоа сега е ново време со нови технологии. Мислам дека институциите и државата треба младите кадри да ги праќаат на дошколување по европските факултети, кај што има одсеци за сценско уметничко осветлување. Исто така може и да се учествува на проекти кои траат од 2 недели до 3, да се собере искуство, меѓутоа тоа треба да се инвестира во младите кадри. Со поголема поддршка од институциите, организирање посебни уметнички настани и проширување на технолошките ресурси, светлосната уметност може да стане важен дел од македонската уметничка сцена. Фестивалот на светлината во Берлин е еден од најпознатите фестивали од овој вид уметност во светот. Националните и интернационалните уметници го претвараат Берлин во голема, блескава сцена. Еве што друго ви откриваме денес во артикулација. Фестивалот на светилките е еден од најпознатите фестивали кои се одржуваат во југоисточниот француски град Лион и на кој секоја година се собираат дизајнери од целиот свет. Фестивалот потекнува од интересна случка во 19-тиот век, кога во 1850 година локалните црковни власти објавуваат конкурс за правење статуа, која ќе биде поставена на врвот на ридот Пурвиер, во центарот на градот и која треба да биде религиозен символ и белег на Лион. Една година подоцна проектот на локалниот скулптор Жозеф Југ Фабио го освоил првото место. За официјално откривање на статуата Дева Марија е избран датумот 8 септември. Во август истата година сепак реката Саон, главна притока на Рона, излегува од коритото и ја поплавува работилницата на скулпторот. Ова води до одложување на свеченото отворање на 8 декември, денот на безгрешното зачнување. На тој ден, локалните весници ја пренесуваат програмата за вечерните случувања и целиот град се подготвува за празникот. Кај неколкумина се раѓа идејата да ги красат фасадите на домовите со свеќи. Лошото време, сепак, повторно ја попречува прославата и осветувањето на статуата е одложено повторно. Овој пат за само неколку дена. И покрај овие пречки, ентузијазмот на жителите на Лион не гасне. На 12 декември 1852 година, уште во 18 часот се палат светилки на првите прозорци, а 2 часа подоцна целиот град е осветлен. Верските власти решаваат да го следат примерот на луѓето и наскоро параклисот на ридот Пурвиер блеснува од светлината на свеќите. Така се раѓа фестивалот на светилките. Фестивалот на светлата е образец за одржлив развој, бидејќи троши само 0,1% од годишната потрошувачка за осветлување на градот. Во 2002 година, Лион одлучува да создаде меѓународна мрежа за споделување искуства меѓу сите кои се убедени во клучната улога на светлината за градот. Така се формира организацијата LUCI, Lighting Urban Community International, на која се приклучија повеќе од 60 града, од 4 континенти, меѓу кои Париз, Хелсинки, Москва, Шангај, Сеул, Монтреал, Уагадугу и други. Светлосната инсталација е моќен уметнички израз. Спектакуларната светлосна инсталација во австралиската престолнина Камбера вклучила речиси 1.200.000 лед ламби, поставени во траса од кабли на 120 км, со што ја обезбеди својата позиција помеѓу Гинисовите рекорди. Со оваа информација ја затвараме денешната приказна. Довидување!